Денеска православната црква ги празнува свештеномачедникот Елефтерий и светиот Стефан, исповедник Сурошски. Свештеномаченикот Елефтерий. Од доброто дрво и родот е добар. Овој прекрасен светител имал благородни родители со големо име. Бил роден во Рим, каде што неговиот татко бил царски Антипат. Мајка му Антинија го слушала Евангелието од самиот апостол Павле и од него била крстена. Останувајќи рано вдовица, таа го дала својот единец син на учење и на служба кај римскиот епископ Аникита. Кога го видел Елефтерија, од Бога надарен и со благодат Божја просветлен, епископот го ракоположил во 15-тата година за ѓакон, во 18-тата за презвитер, а во 20-тата година за епископ. Од Бога дадената мудрост на Елефтерий му го надополнувало она за што тој се стремел со години. И овој богоугодник бил поставен за епископ на Илирија со седиште во Валона Албанска. Добриот пастир добро си го чувал своето стадо и го умножувал од ден на ден. Царот Адриан, Христогонителот, испратил некој свој војвода Феликс, со војниците да го фатат и да го доведат Елефтерија во Рим. Кога разлутениот Феликс стигнал во Валона и кога влегол во црквата, го видел и го слушнал светиот архиереј Божји. Одеднаш се променило неговото срце и тој станал христијанин. Елефтерий го крстил и тој тргнал со него во Рим. Тргнал весело како да оди на прослава, а не на суд и на маки. Царот наредил лути измачувања врз благородниот Елефтерий. Камшикување, печење на железен кревет, варење во смола, горење во огнена печка. Но со силата Божја Елефтерий бил избавен од сите тие смртоносни измачувања. Кога го видел сето тоа Корив, епархот римски, и тој изјавил дека е христијанин. И Корив бил мачен, па погубен, исто така и блажениот Феликс. Најпосле джелатите царски му ја одсекле и чесната глава на светиот Елефтерий. Кога дошла мајката светата Антија над мртвото тело на својот син, и таа била исечена. Нивните тела биле пренесени во Валона, каде што светиот Елефтерий и денес го прославува името Христово со многу чуда. Пострадал во времето на Адриан во 120-тата година. Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која ти живееш и живот даваш. Удостој ме со твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во тебе. Свети Николај Велимировиќ. Светиот Стефан, исповедник Сурошски. Родум од Кападокија. Воспитан во Цариград кај патриархот Светиот Герман. Се оддалечил во самотија и живеел скриен од светот. Ангел го објавил на Светиот Герман и му заповедал да го постави Стефана за епископ во градот Сурош. Патриархот така и направил. Ревносниот Стефан обратил многумина во христијанството.
Луто страдал под царот Лав и Савријанец за иконите. Му ја прорекол на царот скорешната погибија. По страшната смрт на овој цар, Стефан бил вратен во својата епархија, каде што богоугодно го чувал своето стадо и мирно завршил кон крајот на 8 век. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Бога на боговите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Господа над господарите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, единиот кој прави големи чудеса, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Кој премудро го создаде небото, зашто е вечна милоста негова, алилуја. Кој ја утврди земјата врз водите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Бога на небесата, алилуја. Зашто е вечна милоста Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Ты